Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва со мојот гостин, аналитичарот Сашо Клековски, ќе се обидеме да направиме една анализа на случувањата во Република Македонија во последните 12 месеци или во последната година. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Господин Клековски, мораме да признаеме дека Македонија ја живее година во која што имаме политичка криза. Да, значи ние всушност од случувањата во парламентот во декември пред неколку години околу донесувањето на буџетот живееме во една континуирана тивка криза која со бојкотот на резултатите од изборите на собранието и со објавувањето на бомбите се продлабочи во една таква длабока поларизација да е прекинат политичкиот диалог меѓу двете главни партии во Македонија, ВМРО, ДПМН и СДСМ, со неможност да се дискутира рационално, смирено, скоро за ниедна точка. Гледаме сега и за прашање како високо образование се дискутира во многу тензична атмосфера и тоа не е добро за земјата. Создава не само што ги нарушува процесите во собранието, во институциите, создава една перцепција на несигурност, на безперспективност, дека Македонија нема да ја биде. Тоа веќе, например, се рефлектира спрема кажувањата на многу луѓе од приватниот сектор врз состојбите во економијата. Несигурноста доведува до нетрошење на пари, чување на пари за темни денови. Значи, ние можеме да најдеме начин ова состојба кај што нашето севкупно живење, место да го насочиме на постигнување што ни се потребни како намалување на невработеност и намалување на сиромаштијата, е трошиме во една непродуктивна партиска битка. Договорот од Пржино треба да го понуди тој излез од таа непродуктивност во која сме навлезени, да помогне да се воспостави повторно довербата во институциите и да дојдеме до разрешница. Самиот договор има две компоненти. Политичката компонента, која треба да донесе до политичка разврска, односно до изборите на 24 април, и правната компонента, која треба да доведе до правна разврска или формирањето на специјалното јавно обвинителство. Секако има и други таму мерки кои се во однос на контролата на разузнавањето и на државната безбедност, меѓутоа главните столба на договорот се политичка разврска, која треба која врати опозицијата во собранието и треба да доведе до избори кои сите ќе ги признаат. Значи нема да имаме бојкоти, невлегување во собрание после тие избори, и правната разврска која треба да даде еден веродостоен, непристрасен завршеток на тоа што беше објавувано низ аферата за прислушкување или бомбите, како што ги нарекуваше СДСМ. Господин Клековски, пред некој ден на интернет можевме да видиме една изјава на лидерот на СДСМ, господин Зоран Заев, дадена на партиска средба, предпоставувам дека, во која што вели дека со многу мака и со многу труд е создадено специјалното јавно обвинителство и затоа сега тој чека резултати. Значи, оно што најмалку му е потребно на специјалното јавно обвинителство е партиски притисок, без разлика дали од ВМРО, ДПМН или од СДСМ. Зошто го велам тоа? Прво, специјалното јавно обвинителство има 18 месеци за покренување на обвинење, значи не за завршување на постапките, туку за покренување. Значи, кога е создавано специјалното јавно обвинителство, се сметало дека ќе потрае некоја време, и ја затоа тврдев дека е многу ризично специјалното јавно обвинителство да излегува со изјави дека на 15 декември или на 15 јануари или на 15 март ќе бидат покренати првите обвиненија или ќе биде донесена обвинителска одлука. Значи, први очекува
е да се донесе обвинителска одлука. Ке има обвинение или ке нема обвинение, пошто дел од предметите може да завршат со констатација дека таму нема што да се проследува понатаму. Нас специјалното јавно обвинителство нема да ни биде корисно ако во јавноста биде доживеано дека работи само за една страна, односно спроведува партиски одлуки. Значи, ние morаме на крајот на овој процес да ги дочекаме одлуките на специјалното јавно обвинителство како прифатливи за повеќето граѓани. Нормално ќе има стално граѓани на едната или на другата страна на екстремите кои нема да ги прифатат одлуките, ќе тврдат дека тоа партиски прогон. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство во својата работа, во својата комуникација со јавност, во своето аргументирање на обвинителските одлуки, мора да биде исклучително предпазливо, бидејќи најголем дел од јавноста ќе мора тоа да го прифати како владење на правото, а не како резултат на напорите на СДСМ. Што ќе добиме? Ќе добиме понатамошна поларизација. Тие одлуки на специјалното јавно обвинителство ќе бидат дочекани со аплауз од едната страна, ќе бидат дочекани со уа од другата страна, и ние не сме постигнале ништо. Значи, за мене е клучно да има солидна работа, а не брза работа. Тоа е затоа што двете страни ВМРО, ДПМН и СДСМ стават нагласок на различните аспекти од договорот од Пржино. ВМРО, ДПМН е свесен за рейтингот, собствениот рейтинг и предноста на рейтингот што има пред СДСМ, и затоа сака да има политичка разрешница, што поскоро. СДСМ, исто свесен за состојбата на рейтинзите, се надева дека евентуални активности на специјалното јавно обвинителство може да влијат на рейтингот. И тоа е во ствари најлошото што може да му се случи на специјалното јавно обвинителство, да биде заплеткано во политичката разврска. Се заплетка ли Катица Јанева во политичка мрежа? Имајќи во предвид дека во изминатиот период се пишуваше многу дека имала тајни средби со лидерот на СДСМ, дека дел од работите кои што Јанева подоцна ги објавува, СДСМ ги објавуваше на пресконференции како нивни ставови. Оно што мислам е дека е важно дека специјалното јавно обвинителство сепак е воспоставено со консензус на големата четворка, како што нарекувам ВМРО, ДПМН, СДСМ, дуи ДПА, и дополнително дека Катица Јанева е избрана со согласност на истите тие 4 партии. Значи, она во чинот на создавањето имаше гаранции и легитимитет од сите 4 партии. И верувам дека чим 4 партии се одлучиле за тој персонален избор, дека мислеле дека тоа е најдоброто решение. Што јас во тој момент не се согласов, бидејќи ми се чини дека клучната разлика меѓу изборот, например, на висши обвинители или на специјалното јавно обвинителство, отсуството на реченицата за докажани резултати во работата. Значи, имаше мала ограда во однос на функционирањето на специјалното јавно обвинителство заради тој недостаток на докажани резултати на главниот обвинител на Катица Јанева, што претпоставам се компензира со искуството на обвинителите кои подоцна беа избрани, бидејќи има обвинители од организиран криминал и од Скопското обвинителство и така натаму. Меѓутоа ми се чини дека специјалното јавно обвинителство не се снаоѓа најдобро со односите со јавноста. Очекувано дека тоа ќе биде под притисок. Очекувано дека ќе биде центар на вниманието, затоа имаат и одговорен за односи со јавност, иначе не би имале одговорен за односи со јавност. Значи, очекувано дека ќе бидат под многу голем притисок, и ми се чини дека недоволно спремно ги водат односите со јавност. Значи, нема доволно информации за работата. Мислам дека има недозволива неподготвеност за јавни настапи.
сите камери се свртени на специјалното јавно обвинителство. Не може да... Грешка ли е што... Значи, подобро да не дават изјава, отколку да велите дека не сте имале време да почитате. Не е работа на КТЦ Јанева да ги чита вестите. Работата на одговорниот за односи со јавноста да ги чита вестите и да го подготви својот шеф кога и да излезе пред јавноста. Зборам за градење на еден настап кој ќе ги увери и критички расположените граѓани дека професионално и одговорно се вршат работите. Тоа не го оправдува еден голем притисок и еден голем фокус во специјалното јавно обвинителство, која не знам, сега се очекува да направи чуда, е сепак од Македонија. Значи не е паднато од Марс, па да очекуваме да се случат чуда. Затоа треба и да се остави на мир обвинителството да работи својата работа и обвинителството да не брза, бидејќи секоја недоволно подготвена обвинителска одлука ќе биде катастрофална по институцијата. Господин Клековски, Република Македонија има технички премиер кој што има обврска да ги спроведе предвремените парламентарни избори. Меѓутоа имаме за сега датум 24 април, но СДСМ тврди дека нема време за прочистување на избирачкиот список и дека поради тоа, но и поради нерегулираниот закон за медиуми, како што велат тие, на 24 април нема додатни избори. Значи, кажав пред малку, СДСМ се надева на правната разврска, ВМРО-ДПМН се надева на политичката разврска и предпоставам дека СДСМ ќе сака да ја одложи политичката разврска до не ги види ефектите од правната разврска и затоа веројатно сега ќе расте притисокот во специјалното јавно обвинителство да се случи нешто. И јас кога ги разгледам овие прашања, мислам дека СДСМ некако премногу игра на една карта. Премногу игра на картата на дека ќе има обвинителски одлуки. Дека ќе има спектакуларни апсења. Апсења може да има со многу темелно образложени обвинења, меѓутоа ако останува висок профил, колку што Зоран Заев беше уапсен за неговите кривични дела, ја мислам дека исто толку би бил уапсен некој од другата страна за кривичните дела. Мислам, станува збор за осетливи случаи со високи профили, каде што не преземате нагли чекои кои може дополнително да ја влошат состојбата. Затоа може би подобро се да се повеќе да се фокусира на политичката разврска, на програмата, на работата на терен, на мобилизацијата и така натаму. И ми се чини дека некако пред време се жртвуваше 24 април од страна на СДСМ, како дека не може да се постигне да се пречисти списокот. Зошто велам пред време? Прво затоа што ДИК е институцијата што треба да каже дали може да постигне или не може да постигне да го пречисти избирачкиот список. Не е ни ВМРО-ДПМН, не е ни СДСМ тој што треба да каже дали може да се постигне пречистување на избирачкиот список и тоа можеше да се каже само со своја методологија. Бидејќи вие не може да кажете дали ќе стигнете у Брисел за 2 сати, за 2 дена или за 2 месеци, ако не знаете дали одите со авион, одите со автомобил или ќе одите пешки. Бидејќи зависи која методологија ќе изберете. Значи, на неусвоена методологија се тврдеше дека не може да се постигне, бидејќи мислам дека и немаше желба да се случат изборите на 24 април. На усвоена методологија, со роковникот на ДИК, со планирање на ресурсите се може да се достигне. Не може да се достигне 24 април со 50 луѓе, дали може да се достигне со 100 луѓе? Дали може да се постигне со 500 луѓе? Мислам, све е прашање дали сакате да постигнете целта 24 април да биде денот кога ќе имаме избори, кога ќе се стави крај на политичката криза. И ова е многу важно, мислам дека
од кој зна сите, дури на СДСМ е што побрзо да бидат изборите. Секако со почистен избирачки список. Значи, ние немаме потреба од избори кои нема да бидат признани од сите страни, пошто ќе се вратиме не во јуни минатата година пред договорот од Пржина, ќе се вратиме во 94-та година, која имаше исто така еден целосен прекин на политичкиот диалог, која ВМРО ДПМН одлучи да ги бойкотира вториот круг на парламентарните избори, а СДСМ излезе на избори како ништо да не се случува. И ние тогаш влеговме во најцениот период на земјата, во целосно едноумие. Нас не ни треба такви избори, значи не ни требаат избори на 24 април, кои ВМРО ќе ги организира како ништо да не се случува, а СДСМ ќе ги бойкотира. Ни требаат избори на кои сите страни ќе учествуваат, меѓутоа не ни требаат избори кои бескрајно ќе се одлагаат. Бидејќи земјата се држи во агонија. Ние сме сега, никој ништо друго не се занимава, сите се занимаваат со политика. Со политиканство, не е ни политика, па кога ние во Македонија имаме некаква можност, кој знае каква политика да водиме. Се занимаваат со непродуктивна работа, значи се троши целата енергија во непродуктивност, се зајакнува перцепцијата за безперспективност, дека ова никош нема да го биде, не бигева, не сме способни да одиме напред, ние можеме да излеземе од таа состојба. Но наспроти сето ова, сепак да напоменеме, еве во Велес сме на почетокот на оваа година, имаме странски инвеститор, 1000 нови вработувања, се гради во индустријската зона во Каласлари, се прави индустријската зона Мамутчево. Наспроти онаа политичка криза трпи економијата, која што и во вакви услови сепак оди напред. Значи, Македонија за да излезе од овој долг транзицијски период со невработености над нели беа тие 38%, сега се околу 25%. Меѓутоа да стигнеме до нешто што ќе е нормално општество од десетина, еве и 15% невработеност, нас ни треба негде 5 до 7% разна бруто домашниот производ годишно. Спрема некои економски аналитичари, минатата година сме изгубили 1 до 1,5% од растот на бруто производ заради кризата во Македонија. Бидејќи, видите, странските инвеститори ќе носат се потешки одлуки ако е нејасно што се случува во државата. Бидејќи никој не ќе да влегува во нешто што треба да биде најмалку 10, 15, 20 години инвестиција, а не е јасно што точно се случува во државата. Граѓаните ја намалуваат својата потрошувачка. Дали сега би купиле стан, кола или почнете да градите куќи, ако не знаете што ќе биде. Дури упатените ми велат дека потрошувачката на храна е намалена. Пошто луѓето штедат за не дај Боже. Ако се шират секакви конспирацијски приказни, секакви теории, и мислам дека тоа толку не исцрпува да не од никому во корист. Да, но сега имаме еве мало раздвижување, барем кога станува збор за во Велес, голем интересот на младите до 35 години да дојдат самостојно до свој дом благодарение на проектите кои што финансиски се поддржани од ова владата. Меѓутоа, ја сакам сепак да се задржиме на изборите кои што ни престојат. Ке имаме кампања. Значи, треба да се ослободи потенцијалот на граѓаните на Македонија, да не се фокусираат веќе на меѓусебната битка и на драмата што се случува околу таа битка, туку да се фокусираме на нормализација на животот, на следување на вработувањето, на домувањето, бидејќи мислам дека имаме толку многу да надоместиме за да станеме на... Ние нема набрзо да го постигнеме стандардот на Централна Европа или на Северна Европа, ама бар да разликата не биде толку голема да луѓето не гледат доволно перспектива во Македонија. Значи, можеме да се вратиме во една нормалност во тој дел. Господине Клековски, граѓанинот е еден, политичките партии се тие, ќе имаме избори, дали ќе биде 24 април или можеби некоја недела после тоа, сепак ќе видиме, сега за сега е 24 април. Сите тие ќе испаднат пред граѓаните со изборна програма. Што мислите, каква ќе биде кампањата?
Значи, во Македонија имаме една премногу американизирана кампања, која не е отсликува, например, тоа што се води како кампања во Европа. Во два аспекти. Прво е премногу телевизиска кампањата. Значи, има премногу политика на телевизија, зборам за платени политички програми. За мој вкус ги има премногу тие. Мислам дека по 10-15 минути, 1 сат за време на изборната кампања има политички пораки, тоа е за мој вкус премногу. И второто, има премногу негативна кампања. Што е повторно увезено во Америка. Во европските земји нема да видите да има спотови со негативна кампања, бидејќи во Европа малку поинаку се водат работите. Оно што е јасно сега е дека ќе има доста негативна кампања и таа дури пред да почне кампањата веќе има спотови, можете да ги видите на YouTube и да видите што е таму, а многу малку има позитивна кампања, односно дали уште сите политички субјекти не ги имаат подготвено програмите и не ги имаат презентирано нивните настојања. Значи, ВМРО, ДПМН се познати во основа скелетот на кампањата и јасно што ќе биде тоа. Ќе биде вработување, ќе биде инвестирање во инфраструктура. Оно што мене ми недостасува е што ќе биде кампањата, позитивната кампања на СДСМ, која не треба да биде ние сме против ова ВМРО што го прави. Значи, мене не ме интересира што они не би направиле како што ВМРО го направиле, туку они како би го направиле тоа. И сега за сега има една точка кај што има јасна разлика, тоа е во данокот, во персоналниот данок. ВМРО ДПМН е за рамен данок, СДСМ е за прогресивен данок. Иако мислам дека тоа не е до крај објаснето од страна на СДСМ зошто би се направило, кои групи би се зафатиле, што е за ни висок приход во Македонија и така натаму. Значи, мислам дека овој период би требало политичките партии да се старетат од само негативна кампања, да се фокусират на неколку клучни прашања што ги интересираат граѓаните. Вработување. Што нуди ВМРО ДПМН, што нуди СДСМ, што нуди ДУИ, ДПА, ГРОМ, ДОМ, мислам сите политички субјекти сега, да не ги дискриминирам другите политички партии со неспомнување. Значи, да имаме можност да чуеме тука како ќе настапат едните, како ќе настапат другите. Што значи намалување на сиромаштијата? Како ќе настапат едните, како ќе настапат другите? Што значи борба против криминалот и корупцијата? Што ќе се преземе? Што ќе се преземе во департизација на администрацијата? Во раздвојење на партијата од државата, без разлика кој субјект е. Бидејќи, видите, таму, например, нема ниту ВМРО ДПМН, ниту СДСМ има најчиста ситуација што ќе преземат точно, пошто за мене раздвојење на партијата од државата и партизацијата не е замена на едни кадри со други кадри, туку воспоставување на мерит систем, значи систем на заслуги. Не зборам за политичките нива, каде што на политичките нива се подразбира дека ќе бидат политичари од победничката партија, но зборам за нивоата кај што не би требало да влие партијата и политиката, туку би требало да влијат заслугите. Значи, мислам дека има премногу малку дебата на таа страна, што ќе се случи. Господине Клековски, СДСМ бараше за да се врати во собранието да добие две клучни министерства. Тоа е Министерството за труд и социјална политика, но и Министерството за внатрешни работи. Неколку месеци нивните кадри работат во овие министерства. Кој е впечатокот? Значи, техничките министри, скратено да ги викам, да не ги користам по-комплицираните
називи и замениците, се дел од политичката разврска или разречница од договорот од Пружино. И тие треба да го осигурат СДСМ, дека ќе се постигне раздвојување на партијата од државата. И затоа СДСМ бараше министри таму кај што смета дека има влијание на изборите. Бидејќи избориме за изравна терен за избори, како со раздвојување на партијата од државата и со еднаква застапеност во медиумите. Тоа се Министерство за внатрешни работи, труд и социјал поради големите социјални трансфери, земјоделие заради земјоделските трансфери, администрација заради односите во администрацијата и така натаму. Анализата на нивната работа може да се постави исклучиво од кој е нивниот мандат. Нивниот мандат, а сега и владата така свека, е влада која треба да ги организира изборите. Значи, они немаат никаков друг мандат, осим да носат одлуки, вклучувајќи кадровски и финансиски, поврзани со изборите. И тука ми се чини дека се измешаа лончињата, затоа што СДСМ, ако сакаше техничка влада во класична смисла, тоа ще требаше да се одлучи за министри кои ќе бидат признати стручњаци во земјата. И тоа не само нивните министри, туку сите министри. Значи да имаме нешто што го имавме, например, со владата на Клюсев. Да тоа бидат, не знам, признати стручњаци, дали од универзитетот, дали од академија, дали од приватниот сектор, кои бија воделе владата само со една цел да се организираат изборите, да се останат влијанијата на политичките партии врз употребата на владата како инструмент за влијање. Меѓутоа не. Значи СДСМ не се одлучи да министер за внатрешни работи биде, например, не знам, Гордан Калајџиев од правниот факултет или министер за труд и социјала да биде Звонко Шавевски од Полио Плюс. Туку се одлучи тесно партиски да ги постави работите и да донесе министри заменици кои се од врвот на партијата и кои се исклучиво партиски решенија, политички решенија. И сега тоа не влегува во концептот на техничка влада. Бидејќи ви имате политички решенија во техничка влада, значи владата се вика влада која треба да ги спроведе изборите, за да не ја викаме техничка влада, меѓутоа во основа е присилна коалиција на ВМРО ДПМН, всушност е политичка влада, ама не е доброволна, пошто не се договорија доброволно ВМРО ДПМН и СДСМ да ќе направат голема коалиција, бидејќи голема коалиција значи заеднички цели. И затоа место техничка влада добивме политичка влада во која веќе не е целта раздвојување на партијата од државата, туку како да се доведе водата до својата воденица, што мислам дека е малку компрометира идејата за техничка влада. Дали првите одлуки кои што ги меѓу првите одлуки кои што ги донесоа министрите за промена на Министерството за труд и социјална политика на раководни лица во одредени центри, министерот за внатрешни работи, началници на неколку сектори за внатрешни работи што паднаа на Уставен суд, фактички им покажа каде грешат? СДСМ и министрите од СДСМ поаѓаат од една позиција дека ВМРО ДПМН не е погрешен, они се исправни, без потреба тоа да го комуницираат во јавност. Значи, си верат во некоја своја апсолутна вистина дека они се морално исправните и велат ние сменивме ВМРО-изирани се министерствата, сменивме ВМРО-овци, донесовме професионалци. Надвор од процедуралните прашања, дали министрите спровеле процедурата како што треба, бидејќи државната администрација е заштитена со соодветни закони во однос на унапредување и разрешување. За мене е прашањето дали воопшто СДСМ се обиде да искомуницира со јавноста дека на вистина овие одлуки за разрешување и именување се неопходни за департизација на министерствата и дека кадрите што се промовираат се навистина кадри што најмногу заслужува да бидат
промовени. Бидејќи кога прескокнувате неколку скалила во напредувањето, некако се отвара сомнежот дали е тоа дали се тоа најдобрите решења по мерит систем или повторно се партиски решења. Значи не е доволно да во една нарушена доверба да министрите кажат ние го девемоизираме министерството и поставаме професионалци, па дајте демонстрирайте дека се тие луѓе професионалци, дајте да ги види јавноста, дајте да ги видиме биографиите, да видиме во која постапка се унапредени. Мислам дека вака поставена се сведува приказната на муто и круто, што не е поентата на техничките министри, пошто техничките министри не се таму да помогнат да бидат работите на поинаков начин направени, а не да се водат повторно нетранспарентни работи. Еден од главните сега главното прашање кое во моментов нели се разговараат работните групи е законот за медиуми. Имаме ли потреба од менување? Потреба за промена на законот има, ама не во таа насока во која се дебатира во моментот во големите 4 партии, туку во она насока во која бара Асоциацијата на националните телевизии, на Алсатем, на Телма, Сител, Канапрт и Алфа, а тоа е дерегулација и намалување на казните. Значи, оно што се гледа како најголем проблем од повеќе стручњаци за медиумите во овој закон е преголемата регулатива и превисоките казни. Ако добро се сеќавам, телевизија Телма беше казнета за 5 минути повеќе или помалку реклами или некоја друга програма со 20.000 евра. Мислам дека треба да се намали регулацијата и да се намалат казните, бидејќи само така медиумите ќе се ослободат од притисокот од регулаторот. Бидејќи ако имате многу регулативи и високи казни, многу лесно ќе влезете во некоја грешка. Колку поише има правила, полесно да прекршите некоја правило. Напротив, слободата на медиуми бара слобода, да се намали регулативата. Оно што сигурно треба да се види е влијанието на владиното рекламирање, дали тоа треба да се суспендира, дали тоа треба да биде само на јавниот сервис, како тоа да се уреди. Меѓутоа, сега колку што гледаме, не се кршат копијата околу тоа, бидејќи во изборниот законник е веќе уредено дека не знам колку дена пред изборите мора да прекине владиното рекламирање. Барањата од типот на балансирање на информативните програми, каде што однапред кажувате во закон кои се рецептурите, се невозможни. Тоа, например, значи дека оваа емисија не би можела да постои, бидејќи се имате само еден соговорник, значи ќе мора да имате 2 или 4 соговорници, пошто ќе мора да биде физички баланс. Меѓутоа, како ќе знаете јас со какви ставови ќе дојдам тука, дали ја ќе треба да потпишам изјава дека ќе брана медна или друга страна. Мислам дека тоа се сведува на такво дискреционо право, пошто можеби јас сега ќе ми изгледам на едните дека сум на едната страна, на другите дека сум на другата страна. Што е сведува ситуацијата на воведување на дискреционо право, која емисија ви се свиѓа, која емисија ги исполнува стандардите за балансирано представување. И тоа е невозможно така. Тогаш би немале ни критички медиуми. Не би имале никакви медиуми. Значи, ќе има милион проблеми. Значи, има програми каде што нема никаква потреба да има две мислења. Чекајќи го 24 април, многу ми наверуваат дека е денот на изборите, меѓутоа можно е да се случи можно ли да се случи да биде некој сосема друг датум? Значи, нас не се потребни избори што поскоро, со пречистен избирачки список, што сите страни, клучни страни што ќе учествуваат изборите, ќе биде доволно да на кој да е датумот ги призна резултатите на изборите и честитаат на другата страна. Ние не смееме да се откажуваме 24 април пред време, бидејќи ми се чини ќе се обавиме пак и после ќе каснеме и за било кој друг термин. Мислам дека во моментот треба да се работи максимално ефикасно, максимално ефективно. Говорам за ДИК
и за институциите кои треба да го помогнат ДИК, да се направи се што може да пречистувањето на списокот се одвива забрзано. Нека поминат 2-3 недели од работата на ДИК на пречистување на списоците. Пред распуштањето на собранието, нека се направи некоја нова проценка дали се стасо или не. Меѓутоа, од сега да се калкулира со нови датуми, мислам дека повторно ќе доведе до една релаксација, пошто ние имавме доста големи празнини кај што никој ништо не работеше. Пошто се занимаваа со други прашања. Значи, мора да се задржи нивото на мобилизација на ДИК, да работи до последниот момент како да изборите ќе биде на 24 април. Ако не може да постигнат, најбрзиот можен датум после 24 април мора да бидат изборите. Ние мораме да прекинеме оваа блокада на општеството, не веќе ни блокада на институциите. Значи мораме да добиеме на разрешница премногу долго траела состојба. И за самиот крај, долги години сте аналитичар, ги познавате добро состојбите во Република Македонија. Кој е вашето видување за после денот на избори? Значи, целата идеја на договор на Пржино беше да се воспостави политичкиот диалог повторно, кој е прекинат. Значи, не постои комуникација меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ние не можеме да продолжиме да функционираме така. ВМРО, ДПМН и СДСМ мора да комуницират. Они не се непријатели, они се ривали. Ние мораме да ја вратиме ситуацијата каде што они ќе функционираат како нормални политички ривали, а не непријатели. Клучно за нашето општество, бидејќи влегуваме во многу осетлив период заради можностите за регионални дестабилизации поврзани со бегалците, меѓутоа поврзани со некои други прашања, нашата перспектива со евроатлантските интеграции. Значи, клучно е ние да се обидиме да се нормализираме во една комуникација меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, кој без разлика кој ќе биде победникот, без разлика каква ќе биде владата после 24 април, ќе биде една нормална комуникација каде што за базичните работи, нормално за рамен данок и прогресивен данок не треба да се договарат, пошто треба да бидат различни. Ама за базичните работи мораме да постигнеме консензус, бидејќи ово растегнување и ова јас, оваа поларизација не истоштува. Таа ВМРО, ДПМН и СДСМ се одговорни пред македонската јавност да го намалат тој јас и таа поларизација да ја вратат политичката борба во една колку толку нормална патека која ќе се одвива во собранието. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова издание на Отворено. За се обидовме со аналитичарот Сашо Клековски да ја анализираме политичката состојба во која што се најде Македонија. А нормално, на крајот завршивме после изборите дека треба сите проблеми да останат во минатото и Македонија да оди напред, се со цел граѓаните да имаат подобар и поквалитетен живот. Ви благодарам за вашето гостување, а вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте овој пат со нас. Пријатно.